Седмо небо. On that red light, walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Дами и господа, добре дојдовте во шоуто Седмо небо на Државна лотарија. Вечерва со вас Маријана Станојковска. Добра ви вечер, драги мои. Добре ни дојдовте во најновото издание од шоуто Седмо небо на Државна лотарија. Повторно сите заедно се наоѓаме на највисокото ниво, местото каде што живее среќата, и повторно сме подготвени да ви понудиме интересна содржина заедно со нашите вечерашни гости. Ќе зборуваме за музиката, за балетската уметност и се разбира за среќата. Сега кога ја споменав среќата, не заборавајте да ја посетите нашата веб страна megawin.mk и да уживате во онлайн игрите на среќа и сето она што го нуди оваа онлайн платформа. Ве очекуваат навистина вредни добивки, имате можност да освоите различни видови на бонуси и се разбира да уживате во спортското обложување. Мега адреналин со Megawin на Државна лотарија. А сега да започнеме малку со музика. Јана Бурчевска заедно со незиниот сопруг Александар во Седмо небо. Уживајте. What you need, she give tenfold of mere papa, plant your seeds. She can grow it from her womb of family, provide love and overlooked and unappreciated. You see, you can reciprocate. I got delicious taste. You need a woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe. Oh baby, worship my hips and waist. So feminine with grace, I touch your soul when you hear me say, boy, let me be your woman. Let me be your woman. Woman, woman, woman. I could be your woman. Woman, woman, woman. Let me be your woman. Woman, 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 baby. I could be your woman. I can be your lady, I'm a woman, I'm a motherfucker, but they got a problem. Put some babies in your life and take away the trauma. Put a paper in the picture like a diorama. Gotta face a lot of people that are opposite, cause the world told me we ain't got the common sense. Gotta prove it to myself that I'm on top of shit.
me. And you ain't never know a guy without a goddess. It's honest, it's fucking honest, getting I can be on everything. I mean, I could be the leader, head of all the states. I could smile and jiggle it till his pocket's empty. I could be the CEO just like a Robin Fenty. And I'ma be there for you cause you're on my team, girl. Don't ever think you're in hell of this nigga's dream, girl. They wanna pin us against each other when we succeed, and for no reason. They wanna see us end up like we're original mean girls. Princess or queen, time for your king. You've heard a lot you've never seen. No, Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. I let me be your woman, 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 woman. I could be your woman, 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 woman. Let me be your woman, 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 baby. I could be your woman. Hey. Јана Бурчевска во Седмо небо, наша позната пејачка и представничка на Македонија, записана на Евровизија во 2017 година. Може да се пуштаме. Добро вечер. Драго ми е што си тука. Мило ми е што те гледам. Заедно со Александар, твојот сопруг, за прв пат јавно вака гостувате. Па, мислам дека не сме се појавиле до сега, да? Значи ексклузива имаме. Ексклузива. На Седмо небо со Александар. Јана, И секој ден. веднаш да те прашам. Јас те најавив Бурчевска, но ти си Филиповска, така? Така, Бурчевска ти е моминско презиме, Презиме, да. но некако сите те препознаваат од тој прекар и Да, како Јана реков Бурч. пред малку, Бурчевска е брендот, а Филиповска е документот. може ли така, Александар, се согласуваш? Бурчевска брендот, документот Филиповска? Како ќе кажа на така? Се согласува Александар. Драго ми е што ќе си поразговараме вечерва во Седмо небо. Навистина има доста работи кои што можеме да ги опфатиме со тебе и нормално ќе пееме. Ќе свириме, Ќе се пееме, забавуваме, Да. На тоа најмногу така. некако се радувам. Јавноста тебе за прв пат некако те запозна преку талент шоуто Идол, Така. каде што мислам дека и некако стекнуваш и поголема самодоверба на сцената. Апсолутно, да. Која е онаа прва асоциација која што ти паѓа на ум кога ќе се спомене ова талент шоу? Па искрено, можеби ќе звучам нескромно, меѓутоа изведбата на темата Proud Mary некако го одбележа тој музички период за мене и мислам дека беше доста впечатлива, инаку македонскиот идол ми донесе многу знаење, многу искуство и навистина се соочив со сериозна сцена уште многу млада. Од тогаш не знам дали нешто слично и се случило на македонската музика, меѓутоа тоа тогаш беше вистинска еуфорија. Да, навистина. Дали се уште ги чуваш обитките од Калиопи, да, Калиопи, ги чувам, подарокот? ги чувам, да. Долго време и некако бев сентиментално приврзана за нив, меѓутоа и некако си ги чував како срекна Мајлија, можам да го искористам тој Може, збор. да. И така секогаш кога се случуваше нешто важно, јас бев со обитките од Калиопи во џеп, затоа што дупчиња немам за да ги носам. Ева, ако те вратиме во детските денови, што е она што го носиш како убав спомен од тој период од твојот живот? Некаде прочитав дека најпрво како дете имаш оформено женска група заедно со твоите другарки, Да. а потоа некако во тинеџерските години се ориентираш кон панк музиката, рок Металка, музиката, бев, металка, да. Детството е толку широк поим за мене, затоа што се уште е многу живо детето во мене и сакам така да биде и сакам да го негувам. Во однос на спомените, мислам дека во наше време беше многу поинаку. Бевме многу послободни на улиците, ние пораснавме на улица, сме се играле во школски двор, безброј друштвени игри кои што денешните деца мислам дека се помалку ги практикуваат и токму прва асоциација на детството ми е таа слобода, да излезам и да слободно да движам и да дружам со моите другарчиња без никакви грижи. Мислам дека она пошто најмногу копнееме од детските денови е токму таа безгрижност. Безгриженост, токму така. А дали сонуваше како дете за тоа што си денес? Да. Како дете сонував за многу работи. Едно време, кога за прв пат го чув зборот оториноларинголог, сакав да бидам оториноларинголог. Интересно вака ти звучеше. Да, интересно затоа што е долг и комплексен збор за едно мало девојче. Меѓутоа, музиката некако секогаш си го наоѓала патот и веројатно тоа е магијата и влијанието на талентите кои ги носиме во себе, нели, секој од нас.
Така, тебе јавноста те запозна преку Идол, а нашиот следен гостин навлегува во јавниот живот преку фестивалот Макфест. Сега не станува збор за пејач, но слободно можам да кажам дека е најдобриот балетски уметник и кореограф кој ниже успеси низ светот и е првиот македонец кој што успел да постави кореографија на сцената на Болшој театар. Дами и господа, Игор Киров го имаме во седмо небо. Јас ќе станам вака да го пречекам. Игор, добро вечер. Здраво, добро вечер. Јас очекував дека Поштовање. дека сега ќе направиш некоја пируета. Види по вие степеници уште пируети ми палите право. Како си? Добро. Секој сум добро кога сум во Македонија, затоа што е добро да бидеш дома со своите, така да и уште сум подобро кога сум во друштво со тебе и со Јана, така да благодарам. Повели придружени се. Мило место те гледам. Исто и мене. Игор, имаме доста теми да опфатиме. Јас не знам само колку ти ни дозволи времето кое што го имаме на располагање, но ти си пример за тоа дека невозможното станува возможно, само потребно е човек да работи, да верува во себе и да биде талентиран нормално. Кажи ми како понудата од страна на Болшој театар доаѓа на твој адрес? Овака, во тој момент се наоѓа во Белград, ја поставува представата поема по повод 100 години од основањето на Белградскиот балет. Директорот на Болшој бил во Ташкент, каде што јас имам поставена представа, ја погледа представата и прашал кој е кореографот. Ме контактира од Узбекистан и праша дали си заинтересиран да го дадеме вашиот контакт на Болшој, директор на Болшој, викам не да го давате. Да. Со големи букви. Така да ми беше драго кога ме контактира. Премиерата испадна на 5 август, 3 недели ја направив кореографијата дует во склопот на гала вечерта и во склопот на програмот Болшој Балет Продакшн во продукција на Канал Култура, нивната Канал Култура и нивниот театар. Така да прво се одигра на сцената на театрот, а потоа се префрли во студијата на телевизијата и таму се постави во телевизиско издание. 2023 беше работна година. Да. Доста проекти имаше поставено и направено тогаш, но и нешто што ќе се случува во блиска иднина. Вака, 23-та, втората половина од 23-та беше навистина бурна. Првата половина е припремав, како и сега. Сега е припрема 24-та, а од март веќе терам понатаму. Како што реков, премиерата во Болшој, претходно беше во Белград, во Народно позориште. Од Болшој се префрлив во Арменија, во Национален театар. Беше македонско-арменска вечер, за прв пат во нивната историја поставија модерен програм, што им беше драго што јас имав честа да бидам дел од тоа. Од таму заминав во Нови Сад, во Српско народно позориште, да веќе крај на ноември ја поставам премиерата во Минск во Белорусија. Така да за 6 месеци испуштив. Испуштив, да, во 21 септември ми беше, јас се вратив на сцена после 9 години, затоа што ни беше основањето на Балкан Денс продукцијата, кој што е водам заедно со мојата колешка од Словенија и колега од Србија. И во таа чест ние тројцата како сениори се вративме на сцена во една мала подруга форма, во режија на Љубиша Ристич, Драги мој Лажниче, во продукција на Балкан Денс и во Српскиот културен центар. Така да, после 9 години пауза, успеав некој да се вратам на сцена, но тој ја што го правам, да го одбележиме тој јубилеј 10 години од основањето на продукцијата кој што ја основавме заедно. Така да може да кажам за 6 месеци, 6 премиери, мислам дека беше доволно, да. Браво со големи букви, реков ја, првите 6 месеци ги спремаш, вторите 6 месеци ги работиш. Браво. Ајде да навратиме и тебе во детските денови. Започнуваш да се занимаваш со танц уште како дете, како член на една балетска секција. Да. И сега во Штип, мене ме интересира како тогаш доаѓавте до сите оние новитети во однос на движењата кога станува збор за танцот, затоа што сега некако е се полесно достапно благодарение на интернетот, но тогаш како се снаоѓавте вие? Тогаш постоеше, јас ќе видам, значи постоја Dirty Dancing, Flash Dance филмовите, значи VHS видеокасета, ќе идеш во видеотека, ќе ги ренташ, служеше како инспирација. Да. Беше Мадона, Майкл Джексон, Пол Абдул, Дженет Джексон. Знам дека во тоа време пред
пред емисијата шоуто мора да продолжи, имаше МТВ се вклучуваше пола саат од MTV. MTV, да. Така. И јас имам видео рекордер од Швајцарија, Чичо ми го наресено со касета и чекав спот да дојде за да снимам, за да знам, за да можам да добијам некоја инспирација. Како да црпам, затоа што немав, јас сум од Штип. Значи, ај друго да си во Скопје, па некој идеш до балетска школа, нешто ќе видиш во театар во Штип. Зборувам за почетокот на 90-тите, значи крај на 80-тите, почетокот на 90-тите беше Miracle, што би се рекло и видео рекордер. Тогаш беа популарни видео касетите, видеотеките. Така да инспирација ми беа филмовите и видео спотовите на тие, мислам дека и ден денеска значат за едни од основачи. Майкл Джексон? Да, Майкл Джексон не толку, повеќе имаше Пол Абдул. Пол Абдул, Вити Хилстон, во тој некој затоа што Майкл Джексон си го имаше својот некој стил, а вие некако микса ствари. Стапи на јавната сцена токму преку фестивалот Макфест во 90-тите години. 90-те, да. Ги дополнуваше на стапите на сите оние изведувачи. Јас и ден денес, кога ќе се спомена песната на Игор Џамбазов "Време за плаќање", мене ми текнува на твојот настап. Па да. 92-ра. Тоа беа, значи од 90 година до 96-та, додека излегов на Македонија, јас буквално секоја година бев на Макфест. Да. И со секој мое појавување ние добивавме награда. Значи, од Време за плаќање, последното беше виолина и гитара со Дули и Коки, со мене играше Ката Шартанска во тоа време. Сега да не ги редам сите со кои што сум играл. Да, тогаш во тој период уствари ти започнуваш и со Ребис. Ребис, Значи, да. прво Како почнувам- изгледаше првата средба со Гордана Дејан Поп Христова, наша гоца? Ребис почнува 92 веќе да бидат популарни, затоа што Гоца само што беше дојдена, тогаш беше Ребис или балерините од МОП. Така. Тие две стали, али Ребис ко Ребис беше доста популарно. Тогаш на секој настап, на секој јавно случување беше повикана професионалната постава на Ребис, меѓу кои беше и ти, останатите да не ги набруваме, Ани, пред мене имаше уште, значи, две генерации. Алма и така. Подоцна јас ви се придружив, беше навистина интересно. 94 година едноставно знаев за Ребис постое, се распрашав каде се студијата на Ребис, тогаш беа во музичка младина доле, туку спроти собрание. Вечерта отидов во Ребис и реков на Гоца, јас сум тој, она веќе ме знаеш, затоа што ме следеа под Макфест, по тие фестивали, се тоа што постои. Сакам да играм добро, градоробата ти е таму. Можеш да почнеш. Можеш, ајде повели. И кај да видим што можеш да направиш, ја покажав нешто и си добив аплауз од сите што ги спомнавме од Алма, Кате, Роса, не знам што кој беа. Натре така да тука Александра, така тука почна така дојде конекција помеѓу мене и Гоца. Тамара, да. Тамара исто внатре, така да Ребис, значи од пионерскиот дом Макфест, Ребис ми беше најголемата отскочна даска затоа што со Гоца работев многу интензивно. Де факто он и ме настучи во тоа дека го има потенцијал да се развива како модерен играч и да продолжам понатаму и она ми викаше сине, теби место не е ту. Треба да размислуваш. Да. Така малку пошироко. После 2 години во Ребис успеав да се запишам на академијата во Холандија и октомври веќе од тоа време постоеше македонскиот авиотранспорт, вторник се вале 7:20 авионот директно за Амстердам. Ќе зборуваме и за тоа 96-та, 1996-та, пред многу години. Јана, имам едно ретро видео кое што сакам да ти го пуштам сега, не знам дали ќе се сетиш на едно твое учество во видеоспот. Сигурно ќе се сетам. Сигурно ќе се сетиш? Една приубава наша македонска песна, преработка од страна на Таветјан и Нина Бадрич. Не кажувај Либе добра ноќ. Не кажувај Либе добра ноќ, да. Ова некаде 2012-та, 2013 година можеби, Бане Томато ме побара. Ми кажа зашто станува збор со мојата колешка токму од македонскиот идол кој пред малку го споменавме, Билјана Ѓошева. Ете така се обидовме да ја представиме приказната на Не кажувај Либе добра ноќ во видеозапис. Беше интересно искуство за мене, бев млада, немав обврски. Сето тоа ми беше предизвик. Дали некојаш би се испробала во етномузиката? Во етномузика... Ти размислувала ли за таква нешто? Не, мислам дека не сум тој тип на глас и сметам дека таа музика е навистина многу захтевна и бара баш некое гласиште големо и широко. Но сепак некако се придржуваш кон номерите на англиски јазик и многу добро сето тоа го правиш. Благодарам. Некако ти лежат тие песни. Пред некое време
имав прилика исто така да разговарам на еден подкаст на оваа тема, зашто претежно изведувам песни на англиски јазик и заклучокот беше што од проста Личиш причина... дека си како да си некој од Лондон. Thank you, darling. Сакам да кажам. Артист од Лондон. Да, причината е затоа што се чувствувам посамоуверено. Пак ќе кажам, асоциација за мене за македонски пејач е, не знам, Лидија Кочовска. И си мислам дека треба да сум толку добра за да можам да се дрзнам да отпеам нешто на македонски јазик. Имам едно изненадување за тебе, едно видео. Ова е второ Се изненадување. подготвиле, да. И тоа од твојата сестра. Од Бојче? Да. Добро. Ајде да го погледнем. Здраво, Јана. Бидејќи ти ме забори мене, се јавувам за да ти поставам 3 прашања коса црта предизвици. Првата работа што би сакала да направиш е да им раскажеш на сите за Дај откачи. И по можност да испееш. Ама тоа го оставам на тебе. Као не те терам ништо да правиш, само знаеш така. Другата работа што би сакала да видам е тоа да го покажеш твојот go-to dance move, што да го одиграш, да видиме како Јана игра кога се журка. И третата ствар, да им раскажеш на сите за денот, значи најбитниот ден во историјата на ова влаево овдека, за кога ти направи цел влез да мириса на лук. Како ме намести Бојана? Прво, не е точно дека сум ја заборавила. Вчера пиевме кафе, во моја одбрана, морам да кажам. Имаш сестра, знаеш дека сестра не се заборава. Никогаш. И ете така, поддржи ме да мола. Кога ја гледам вака Бојче ми порасна пред очи, таа е моето прво бебе, како што сакам да кажам. 10 години сме разлика, значи баш сум именувала пелени и сега ова ми го прави. Како беа задачите? Првото прашање за Дај откачи. Дај откачи. Добро си се подготвила и ти, Маријана, морам да те пофалам, затоа што ја спомена таа женска група во младоста, во детските години. Дали тогаш се случи Дај откачи? Да, се викаше Ladies и Дај откачи е токму една од песните кои ги напишав, песна за која што го заработив првиот хонорар. Одеше нешто вака: ти ме нервираш, ме живцираш, ме полутуваш, и што да сторам јас од тебе да се откачам. Оди си, шетај, бегај, бре, летај, досаден си, Дај откачи. Браво. Одиме предизвик број 2, како играш ти кога ќе отидеш во диско, но овој предизвик нема да се однесува само на тебе. Игор, како играш ти кога ќе отидеш во диско? Мислев да се извадам вака тука со Игор. Зошто јас да играм кога имаме професионален Да, навистина, се не знам зошто. Знаеш ли, обично ние танчерите, играчите, имаме две линии. Или сме тотално откачени во дискотека, или тотално после 8 не откачени, онако стоеш и гледаш и едноставно си пиеш. Сериозни. Да, Добро, дали вечерва ќе бидеш сериозен или тотално откачен? Па добро, нешто како мене. Ние во средношколските денови многу сакавме да вежбаме аеробик во диско. И? Аха, тоа ви беше? 1, 2, има боксче. Охо! Се случува тука спонтан флешмоб и Добро. се забавувавме, да. Али ја и ти мислам дека имаме нешто заедничко. Ние имаме заедничка. може. Да. Значи имаме една кореографија, јас и ден денес ја паметам таа кореографија, се вика Missing. Да. И мислам дека човек да ме разбуди во 3 сата пополноќ, колку пати ќе имаме знам да играно, го да. изиграм Бам, мој пам, момент. ете. Да, ајде уште еднаш. Ајде на 3-4 сега. 3-4 позор сад. Раз, два, три и. Два. Ете тоа кореографија, мислам дека е одиграње. да, преиграна, што се вика. Да. На сите можни настапи која Missing. Да. Па да, затоа што ќе се навратам назад. Во тоа време ребис толку многу снимавме, толку многу настапи имаше. Да едноставно Гоца не стигаше да направи кореографија, на пример, која сега пак ќе се навратам во македонска телевизија, ТВ шоу, на секој можен пејач, новогодишни програми, водени лудори, ТВ крстозбор, 12 величести, мислам сега не знам уште што немаше во тоа време. Значи немаше ивент каде што Ребис не беше гост.
Така, затоа викам, значи, едноставно си имавме, знаеш и самата пар кореографија кои што ги имавме и идеме тоа на таа музика, тоа на таа музика, тоа и на тај начин највише затоа таа беше една од песните кои што од најмалото на големата група ја играја. Сите, немаше никој кој што не ја знае таа кореографија. Третото што требаше да го направиш, третиот предизвик е да раскажеш нешто зошто мирисела цела зграда на лук. Добро, тоа е здраво. Здраво е, да. Од здравствени причини сакам да се погрижам за здравието на моето семејство. Вака беше, јас во студентските денови, мајка ми замина на работа и ми рече стави в боранија да се вари, пред да ја исклучиш во, 2 часот, стави уште 2-3 лукчиња. Жената, нели, како искусен готвач, мислела 2-3 чешниња лук, значи парчета лук. Меѓутоа јас задачата ја сватив мощно сериозно и земам да лупам. 3 главици? Да. 3 главици лук. Останавме без ручек, меѓутоа со арома која што до ден денес се памети. Точно така. Оно што дефинитивно ќе го запаметиме, тоа е твојот настап на Евровизија и сега во овој момент може ли да уживаме малку во твојата прекрасна композиција Dance Alone, но овој пат нема да бидеш сама, друштво ќе те прави, се разбира, твојот сопруг Александар, како и танчерите од танцовото студио Dancers United, Dance Alone, Јана Бурчев. Infatuation way up, and I'm the only one who knows. Whoa, I will dance alone wherever I am. The rhythm follows. Whoa, I will dance alone. I'm lost in the sound of no tomorrow. Oh, bring the fire on, feel the heat. And all I need to keep on moving way up is the sound of my heartbeat. Whoa, I will dance alone wherever I am. The rhythm follows. Whoa, I will dance alone. I'm lost in the sound of no tomorrow. Whoa, hey, I let it go. I let it go. While I let it go. I let it go. I will dance alone wherever I am. The rhythm follows. Take me to places that I've never been. Show me the faces that I've never seen. Whoa, I will dance alone wherever I am. The rhythm follows. Whoa, I will dance alone. I'm lost in the sound of no tomorrow. I let it go. I let it go. Why?
Браво, Јана, ајде малку да позборуваме и за Евровизија. Не представи за чиста десетка. Одлична Благодарам. песна, прекрасен настап. Ти благодарам. И навистина бевме некако непријатно изненадени поради резултатот на крај. Сите очекувавме да влезеш во финале. Но на што дефинитивно ќе остане запаметено, тоа е моментот кога Александар те Да кажам. Не би било во ред да се повтори, да. Да. Но има уште еден момент во воведното видео каде што објавуваш за твојата бременост. Сега од денешна гледна точка сакам да те прашам, дали би направила нешто поинаку и дали би ги сочувала тие приватни најталентиран млад кореограф на меѓународниот балетски надпревар во Јапонија. Да. И тогаш ще се отварат нови врати, твоето име станува дел како кореограф, нели, на многу балетски представи широм светот. Тој период е еден од 10 години. Што се случуваше во тие изминати години? Вака, Со што се ти се сочуваш? Прво, како што реков, заминав за Холандија, каде што сакав да се едуцирам, сакав да научам, сакав да постанам тоа што знаев дека го имам во мене, значи играч кој што ќе биде образован. На почетокот сакав да учам чисто техника, да научам да се поставам, да знам како да владеам со своето тело. Во моментот кога почнав полека да навлегувам во, да менјам компанија, друга компанија, да работам со голем број на кореографи, почна да се јавува таа идеја за кореографија, така да почнав во меѓувреме со мали дуетчиња, трија, во компании така што работев, да едноставно 2006 решив да викам ајде да пробам да видам дали тоа што го правам или што сакам да го правам за иднина, негде некако нешто ќе се деси. Така да во тоа време беше надпреварот во Нагоја, го испратив дуетот, бев селекциран и ја добив наградата за успешен талент. Така да од тука веќе почнуваат од 2006 почнуваат од дуа и трија на квартети, на поголеми представи, помали представи, така да едноставно јас играв до 2014, но како што играв на исти начин се надградував и како кореограф затоа што седелото мој искуство. Паралелно со тоа, да, за да никако продолжиш понатака, нели? Така е. Секогаш си гледал напред и Нормално. Sky's the limit, би кажала. Исто човекот треба да знае дека, играч треба да знае дека нашата кариера е лимитирана. После 40 ќе може да започнеш еден нов живот и да се надградиш 2-3 години и да започнеш една нова професија. Некои од нас док тоа го прават у текот на кариерата, па со самото завршување на кариерата се префрлуваат на тотално друга професија. Така, многу кореографи имаш за себе. Која те измачила најмногу во процесот на создавање? Ајде зборуваме малку Добро за прашање, ова. кореограф. Па мислам Кореографскиот живот. Поради дењето и враќањето и целиот начин функционира представата, додека извадивме представата во Узбекистан, беше најтежок процес на работа, затоа што многу пати идевме, а не негде тука позади, па сега со самата идеја додека се вклопи целата идеја, додека се направи целата конструкција, тоа беше мислам дека кореографи кои што ми имаме најмногу измачено не само мене како кореограф, него и целиот мој тим, затоа што моравме да ги најдеме, прво да ги споиме менталитетот, европскиот менталитет и азијскиот менталитет. Така да, тоа е ми нешто што можам да бидам искрен дека навистина ми има измачено. Која те изненадила најмногу и ги надминала твоите лични очекувања? Па мислам дека ги имам неколку представи. Ајде вака, ќе тргнем од Дервишот и смртта. По романот на Меша Салимовиќ, затварање на Сплитско лето 2017. Година дена ја мозгавме представата. Представата испадна ултиматен хит, не само во Хрватска, него и во регионот. Нешто за кој што види самото име за представата веќе е една одскочна даска, но доколку не се направи на добар начин, името може само до некаде да однесе. Значи Дервиш или смртта ми беше, можам да кажам, изненадување. Бев позитив изненаден како е направи, а со првото мое влегување во Хрватска 2015, представата 5 до 12 по музика на Кирил Џајковски, костимографија на Александар Ношпал, представа која што се одигра 40 пати само во ХНК во Сплит. 3 сезони се играше буквално кога да се ставеше репертоарот, беше има луѓе кои што гледа по 2, 3, 4, 5 пати, плюс сите турнеи, успеавме и во Македонија да донесеме, во Србија, во Минхен, во Виена, Братислава, Прага,
Така да таа представа се одигра па негде околу 50 на пати се има одиграно. Представа која што се викаше 5 до 12 затоа што представа кај нас на Балканот се И кај нас така не, се одигра. да, не, кај нас се е 5 до 12. Се што правиме 5 до 12. Да, А Хрватска е Балкан. Адекватно име за за наши услови, функционирање. Со македонска етномузика, како што знаеме, што Кирил знае да направи, костимите Александар ги склопи. Како што знае Александар да ги Александар, направи, така хореографија како што знае така Игор да направи. извадивме- Крем де ла крем од Да. своите професии. Колку среќата ве пратела во животот? Дали за себе може да кажете дека сте среќни луѓе затоа што ја работите работата која што ви исполнува? Сакаме, да, нема збор. Јас се сметам себе си за многу среќен човек, дури понекогаш и си велам колку сме всушност ние привилегирани. Тоа се согласувам со неа, Кога значи се во прашање игрите на среќа, дали некогаш сте ја предизвикала вашата среќа токму со Неколку пати, освен за инстант нова греб. лозови? Не, ова е цело за А, ова тебе, Јана цело? драга, да. Аха. И ова. Фала, Да, добро. можете вие и да гребете ако сакате. Та паричка да ни дадеш, Маријана. Кој спомна Или- паричка? Паричка, паричка, како беше таа песна? Јас може да си пробам дома, да си ја пробам среќата, или мора тука да е. Ако сакаш, па вака да биде спонтано, па може ќе се Let's падне try. некоја премија. Не знам, може да стана во освоите. Скопје. Ајде, ова 5 ќе стана го во гребам. Скопје, може на Јана ќе се падне стан, на Игор Аха. Макси златна рибка, може да се падне 1 милион динари. Океј. Ако ви се падне лото премија, моментално изнесува над 1 милион евра. Аха, добро слушна, над 1 милион Добро. евра. Како ќе ја потрошиш таа сума доколку ти се падне ако платиш еве лото? 1 милион евра. Па нема да работам ништо до крај на животот. Се откажува? Не, па не знам, да бидам искрен, никогаш не сум размислил, затоа што никогаш се сум немал таа среќа на таков начин нешто. Се што сум заработил во никогаш својот не живот вере никогаш. е со овие две раци, овие две нози, собствен труд. со собствен труд, така да секогаш сум знал колку ми е, до кој е лимитот со кој што работам. Ете, животот те натерал да се трудиш максимално и да заработиш се благодарение на својот собствен труд, а кога се во прашање игрите на среќа, само еден миг е доволно да го промени твојот живот кон подобро, доколку еве станеш добитник на лото 7 да си освоиш 1 милион евра. Ве оставам да се забавувате со инстант лозовите, а ние за тоа време малку ќе поуживаме во музика. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. Bum ba ba bum ba bum. Say yabba da ba da ba da ba. One kiss. Ba 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 ba. Let me take the night our love real easy. And I know that you still wanna see me. Sunday morning music's real loud. Let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. Bop 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 bop. One kiss. Say yabba da ba da ba da bop. Bop 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 bop. I just wanna feel your skin on mine. Feel the eyes do the exploring. Passion in the message when you smile. Take my time. There's something in you. Lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep.
lost in the way you move, the way you feel. Ooh, one kiss is all it takes. Falling in love with me, possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me, possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me, possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me, possibilities. I look like all you need. Јана, одлично беше. Изминатата година направи еден камбек со твојата најнова песна Home Alone. Сега имаше Dance Alone, Home Alone, не знам Forever Alone. Албумот ќе се вика Forever Alone. Но како и да е, најави дека си подготвена да се вратиш на музиката и докаде си со тој план? Има ли нешто ново? Да, подготвувам нешто ново, меѓутоа ќе бидам искрена и ќе кажам дека не можам да ги движам работите во темпото кое што го имав зацртано. Едноставно гласот, креативната мисла, а и ресурсите и луѓето кои се вклучени во проектот бараат повеќе време и не сакам да форсирам и да силувам на некој начин, меѓутоа нова музика ќе има и ќе се трудам да биде тоа што почесто, што поквалитетно, што поскоро. Некако остануваш посветена во промоцијата на твоите колеги преку работата во Македонската радио телевизија. Колку ти се пронеде во оваа професија? Искрено многу. Случајно се случи сето тоа, контактите веќе ги имав, нели, по завршувањето на Евровизија и веќе некаде септември 2018 година добив повик од колегите во Македонската телевизија дали би сакала да се пробам и како се пробав, тоа е како некоја магија телевизијата. А кога на сето тоа ќе го додадете фактот што обработувам теми кои навистина ме интересираат, а тоа е музиката и на некој начин правам нешто добро за целиот музички колектив во земјата, е навистина фантастично. Како го организираш времето? Значи имаш две дечиња, работиш како водител во Македонската радио телевизија, планираш нови проекти, нови песни и така натаму? Имам како се организираш? Многу голема поддршка, ето од Александар тука да го пофалиме, моите родители ми помагаат, многу дури и мојата сестра која пред малку ме намести, да. Имам навистина помош и мислам дека тоа е единствениот начин да се направи возможно да се постигне се. Дали уште приредуваш шоу дома за твоите деца, репертоар од опера до Боливуд? Да, од опера до Боливуд. Како изгледа тоа? Многу добро си се подготвила. Кога се роди Дона, тоа беше моје прво искуство на породилно отсуство. И не знаеш што да правиш? Премногу време дома и така во сите тие детски игри со моето тогаш мало бебе, како приспевни сега веќе прваче, како приспевни песнички измислував песни со текстот секојдневието, па така мелодиите беа разнолични од Боливуд до И како реагираше на опера? Како реагираше на Боливуд стайл? Боливуд беше малку по-приемчиво с едно бебе, операта малку како да ја исплаши. Добро, но дали покажува некои афинитети кон музиката? Сега веќе, бидејќи не дека моја, меѓутоа е многу музикална, наша задача е нели да ја насочиме и да ја дадеме можност да го развие талентот, не по секоја цена. Ако детето нема интерес, ништо не правиме со талентот. Меѓутоа сега ми делува дека навистина ја сака музиката, има чувство и има со што да се работи со неа. Убаво. Игор, ќе те навратам на годините кога беше во Хрватска, во Сплит, значи беше директор на Хрватскиот народен театар. Имаше надписи по весниците дека хрватите биле презадоволни од твоето работење и вложениот труд. Како ти гледаш од оваа дистанца на целиот тој период? Па, да бидам искрен, мислам дека за тие 5 години, тај цел мандат кој што го имав, успеав да Сплитскиот балет го подигнам не само на едно регионално ниво, него на едно европско ниво, каде што имавме танчери кои што доаѓа од цел свет. Успеав да покажам дека, иако некако
сите балкански земји го имаат истиот проблем, финансиски, законот за пензии, систематизација, останат од времето на Југославија, кој што никако да пројде во Европа е Хрватска. Успеавме покрај сите проблеми што ги имавме таму да го ставам нивото на една голема разина, како се вика, на големо ниво, каде што на повисоко ниво, каде што беше препознато не само од Далмација, Хрватска, регионално, него од цела Европа, а нашите гостувања, нашите турнеи од Кореја до Америка, Европа си го направија своето и покажаа дека за тие 5 години сплитскиот балет успеа да биде рамо до рамо со светските компании или европските компании кои што функционираат кај нас. Дали на повидок се нови понуди од ваков тип? Па да, има, секојаш има понуди, само стварта е дали би сакал, дали или ми е подобро кога сум слободен уметник и си го работам тоа што сакам да го работам. Или да се врзаш, со некоја пробав, видев, е многу големо искуство, доста научив. Значи, без едно искуство кое што не знам, на почетокот ми беше као дали сум спремен за сето тоа, сепак збориме за национална институција во Хрватска со 60 играчи, репертоар кој што мора да тече, кој што мора да го ствараш, кој што мора нонстоп да бидеш, значи јас де факто 24 сата живеев за таа работа. Таму беше поставена Дирвишот и смртта, како што кажа пред малку, со која што постигнавте феноменален успех таму и немаше никој кој што не зборуваше за таа балетска представа. Беше чест задоволство да бидам дел од тоа, како награда успеав од страна на Министерството за култура да добијам хрватско државјанство, што беше уште поголема чест, така да едноставно го препознат мојот труд. И дали понатаму сум размислувам, но еве ќе видиме времето, ќе се го покаже своето дали ќе прифатам уште некоја друга понуда која што моментално е на повидок или ќе одлучам од септември да терам дале како слободен уметник, затоа што 24 имам пред мене 3 големи премиери. Кога имаш 3 големи премиери, не можеш да се фокусираш само на прашање дали би сакал да 3 големи премиери во различно место. Сега кога имаш компанија за себе, кога имаш театар за себе, секојаш мора првенствено е тоа. Точно. А еве на пример утре да влезам во една компанија, мене ќе ми треба минимално година до 2 да ја поставиш компанијата на нозе. Како god да е таа компанија, ти мораш пак од некаде да тргнеш. Значи мора да посветиш време на тоа. Точно. Што значи дека времето наместо да креирам за различни компании, ќе морам да го посветам. Да биде продуктивно го посветуваш таму, на решавање на проблемите од корен, затоа што секоја држава веројатно ги има. Секоја компанија има своји проблеми кои што ти мораш one or another way да најдеш начин како да пројде понатаму сезоната, како да најдеш нови играчи, како да створиш тој репертоар, така да размислувам, но ќе видиме за сега, ево, сега сум некои си преговори, дали тоа ќе се деси од септември. Нека остане за сега отворено, затоа што пак што реков, имам 3 премиери пред мене и моментално сум сконцентриран баш на тие премиери. Драги гости, навистина ми беше драго што бевте вечерва дел од шоуто Седмо небо на Државна лотарија. Се надам дека се опфативме, има доста планови и на полето на балетската модерна уметност и на музички план. Ти посакувам, Јана, да ти се остварат сите твои замисли, да уживаш во животот заедно со твоите најмили, најблиски и да ги реализираш сите оние идеи кои што ги имаш во главата. А Игор, за тебе уште еднаш sky's the limit, продолжи понатака да бидеш успешен и да се видиме следен пат каде што ќе позборуваме за уште многу кореографии, сето она кое што тебе ти се случува на професионален план. Благодарам на убавите збори, благодарам на поканата и ми беше драго да бидам прво твој гост и да бидам помеѓу две убави, згодни и паметни дами. Благодарам на комплиментите. За крај можеме да завршиме со песна нека? Може, ќе завршиме со песна, меѓутоа пред тоа да ти се заблагодарам за поканата и за убавата енергија во студиото. Драго ми беше. Вам, драги гледачи, ќе ви се заблагодарам за тоа што бевте и вечерва со емисијата Седмо небо на Државна лотарија. Секоја недела сме со вас во 21 часот. Верувајте во среќата, бидејќи среќата е на секаде. I'm crying everyone's tears, and they're inside our private war. I died the night before, and all of these remnants of joy and disaster. What am I supposed to do?
I want to cook you a soup that warms your soul. But nothing could change, nothing would change at all. It's just a day that brings it all about. Just another day, and nothing's any good. The DJ's playing the same song. I have so much to do, I have to carry on. I wonder if this grief will ever be gone. I feel like I am the king of sorrow, the king of sorrow. I believe I could just walk away. Will I disappoint my future if I stay? It's just a day that brings it all about. And just another day, and nothing's any good. The DJ's playing the same song. I have so much to do, I have to carry on. I wonder if this grief will ever be gone. Will it ever go? The king of sorrow, king of sorrow, the king of sorrow, yeah, king of sorrow. I'm crying everyone's tears. I have already paid for all my future sins. There's nothing anyone could say to take this away. Just another day, and nothing's any good. The DJ's playing the same song. I have so much to do, I have to carry on. I wonder if this grief will ever let me go. I feel like I am the king of sorrow. Добра. Треба да има 30 броеви. Реди тука, да. Това е 5. 150, 150. Имам 30 броеви. What? 150, 150, 150. Ако е тоа. Па не знам праше. Маријана? Маријана, да не Имам 30 освојме броеви. милионче тука. Што ако имаш 30 броеви, пројди 30 броеви, символ милионер за 1000. Чекај. Еве 150, 150, 150. Е, па добро да 150 денари. Само долго. Па вика милион тука сега. Ја одма па 2 милиона да го спрем во главата. Ја тука ништо Значи немам. 150, 200, 350. Добро е. Јас се возбудив за монети, кам што? Милион, леле.